Синдикатот и работниците ќе останат со празни раце во барањето новиот минималец да се зголеми на 18.000 денари. Изјавата на министерот за економија Крешник Бектеши стави крај на надежите дека тоа би можело да се случи сега. Нашите планови се минималната плата да се зголеми на 18.000 денари во наредниот период, но малку го продолживме рокот со оглед дека во првиот квартал од оваа година треба да се менаџира состојбата со енергетската криза и тоа да не биде дополнително оптоварување за компаниите во вториот квартал во 2022 година. Кажа Бектеши. Според Бектеши, зголемувањето на основната плата не е исклучено, но тоа би било најрано во вториот квартал и доколку сите сегашни економски предизвици се совладаат успешно. Доколку се исполнат сите проекции и анализи на експертите, но и на институциите, за намалување на негативното влијание од енергетската криза, тогаш во голема веројатност ќе одлучиме за зголемување на минималната плата. Во вториот квартал од 2022 година ќе се донесе одлука за зголемување на минималната плата. Изјави Крешник Бектеши. По зголемената самодоверба и исклучителниот ентузијазам со кој синдикатот располага во последно време, ова е втора лоша вест за само неколку денови откако претходно до Уставниот суд од Стопанската комора беше поднесена иницијатива за преиспитување на законот за неработна недела. Ние нема да отстапиме од покачување на минималната плата, бидејќи тоа го бара нашето членство. Покрај покачувањето на цените и енергетската криза, веќе минималната плата од 15.200 денари е обезвредена и тоа таа мора уште веднаш да се покачи. На 24. први, односно во понеделник, треба да имаме средба во владата, каде меѓу другото ќе се разговара и за минималната плата, а после тоа ќе видиме кои активности ќе ги преземеме врз резултатите на преговорите. Инаку минималната плата во моментов е 15.200 денари, но синдикалната пресметка е дека на работниците со овие цени месечно им недостасуваат по најмалку 100 евра. Од тука и нивното инсистирање на поголем минималец.